имаат прифатено. Повеќе од очигледно што се случува, со самото тоа дека оваа влада е со многу низок кредибилитет, без поддршка од народот, без кредибилитет добиено директно на избори, со предводник кој не се легитимирал пред гласачите и не функционирал на избори, со самата оставка на претходниот премиер Зоран Заев, логично беше да се креира или ново парламентарно мнозинство или да се оди на нови предвремени избори. Логично така функционира тоа во цел свет. Убаво вие рековте. Со самото тоа што прекитуваат за се што се случува, со самото тоа што не споделуваат со пошироката јавност, со опозицијата и со народот, кои се поентите на предлогот кој Франција го дава, со самото тоа што председателот на Бугарија, Радев, вели дека има задоволувачки елементи, а ги знаеме екстремните ставови на Радев, со самото тоа што еден куп политичари од Бугарија ден денес чепка таму каде што не се чепка, потенцирајќи дека ние со стандардизиран јазик зборуваме на дијалект, јазик кој има различни букви, различна граматика, илјадници зборови различни, да не речам дури неретко не можеме и да се разбереме, да ви каже некој дека јазикот ви е дијалект, да ви негира цела историја, упорно да ве форсира дека сте некаква титовистичка измисленица, тоа покажува дека актуелната власт не знае кај тера. Имаме одредени изливи, да кажеме, на некаков скептицизам и кај министерот Османи, и кај некои други ликови кои на некој начин пробуваат да ретерираат затоа што сватија колку длабоко се навлезени таму каде што не треба. Фасцинантно е што се случува изминативе неколку денови севкупно на социјалните мрежи кај еден куп интелектуалци, кај еден куп новинари и уредници, медиумски, кај еден куп јавни личности, но и поддржувачи на актуелната власт. Оние што се по Македончија, четата... Да, тоа е навистина фасцинантно. Не им личи, но така, да. Да, со многумина, еве и јас и вие се знаеме лично, многу е симпатично. Фрапантно е кога им се буди македонизмот одеднаш, кога токму тие, кога актуелна во опозиција, кога паѓаше од власт пред 5 години, кога им се кажа што ќе се случи, и то точки беа наредени од тогашниот премиер, сегашен во екзил, нели? Јасно им кажа во кој правец сето тоа ќе оди. Значи, тоа не беше нешто непознато. Точно се кажа и чекорите, се кажа и постапките, и навистина како за чудо се што се кажа, се ова актуелна, веќе очигледно однародена и одродена власт го прави. Не знам како ќе се обидат истото да го спроведат. Очигледно тие се тука затоа што генерално ќе ја минуваат се што ќе се стави на маса. Проблемот е што веќе немаат маневарски простор сето тоа да го реализираат. Опозицијата јасно кажа со став, а било што да се случи и да се прифати, за да се прифати, им треба 80 пратеника. Она што се случуваше 2017 и 2018, мислам дека тешко ќе се повтори. Митко, дали она што се случи